повеќе случаи може да се забележи системска дискриминација по основа на етничка дискриминација, значи тоа е најчесто изразено во однос на ромската заедница, која јас би рекол дури не се зборува доволно и можеби омбудсманот како институција треба да се бави повеќе со таа проблематика. Можеби иако треба и овде да се дојде до консензус и владата треба да има желба да го реши тоа системски, но ние имаме едноставно ниво на дискриминација која доаѓа до ниво на расизам, која доаѓа до ниво на гетоизација, која доведува до една системска репресија која не дозволува за автентично издигнување на ромската етничка заедница, и тоа всушност значи дека без оглед на нивната политичка репрезентација или што понатаму, значи за нив е веќе предодредено дека се заглавени во таа системска репресија, и едноставно државата мора да почне да одговара на овие проблеми, затоа што ако ајде да кажеме дека 30 години ни требало да се стабилизираме, да видиме како се води држава, веќе после 30 години овие прашања навистина треба да бидат вруките прашања на маса. Значи ние стварно имаме една цела етничка група која живее субоптимално во Македонија и не се зборува едноставно доволно во политичкиот дискурс, и тоа може да се нотира низ сите извештаи, па и на крај да се врати до политичкиот дискурс на самите политичари.